Добро утро, вести на 1 ТВ во 10 часот. Продолжуваме со темата со која што синоќа до доцна во ноќта ги известувавме нашите гледачи. Поранешниот премиер Никола Груевски натаму е недостапен за полицијата која трага по него за да го спроведе на истражување на 2-годишната затворска казна за случајот Тенк. За сега нема информации дали Министерството за внатрешни работи го лоцирало Груевски. Од МВР вела дека полицијата продолжува да постапува по распишаната потерница и дека ќе информираат јавноста штом ќе имаат конкретни сознанија. Полицијата синоќа во 2 наврати се обиде да го најде Груевски прво во неговиот дом, но без успех. Инсертите кои што во моментот ги гледате на вашите телевизори се всушност оние кои што екипата на 1 ТВ ги направи од зградата во која што живее Никола Груевски, односно неговата адреса според личните документи, но не пронајдовме никој, како што видовте празни се ходниците, а веќе ги гледате инсертите од доцна синоќа од партиското седиште, познатата Бела палата на ВМРО ДПМН, каде што исто така не беше пронајден Никола Груевски. Напоменувам, полициски екипи беа и пред седиштето на оваа партија. Адвокатот на Груевски, Димитар Дангов, за дел од медиумите вчера изјави дека нема сознание каде се наоѓа неговиот клиент. Тој вели дека Груевски нема право на жалба до Врховен суд за одлуката од кривичен. Сепак додаде дека ќе се искористат сите останати правни можности. Во меѓувреме, премиерот Зоран Заев синоќа изјави дека не очекува поранешниот премиер Никола Груевски, кој се бара со потерница, да си дозволи да бега. Јас очекувам дека нема да си дозволи да се трага по него. Тој велеше дека нема да си дозволи такво нешто, барем такви се моите сознанија од кажаното од Никола Груевски, изјави синоќа премиерот Зоран Заев на синоќешното гостување на МТВ. Додаде дека за акцијата нема сознание и за повеќе информации упати на МВР. Инаку потерницата од Министерството за внатрешни, која што ја гледате во моментот, беше распишана на барање на кривичниот суд откако Груевски не се пријави во затворот во предвидениот рок. Судот вчера попладне во 16:30 часот го достави до СВР Скопје барањето за издавање потерница против Груевски, откако изминатите денови судските курири не успеа да му го достават решението на Советот на судот, со кое се одбива неговата жалба во однос на 2-годишната затворска казна за случајот Тенк. Подсетувам дека ги погледнавте инсертите кои што екипите на 1 ТВ ги направија доцна синоќа. Бевме активни до околу 1 часот и 30 минути по полноќ. Се обидовме да дадеме одговор на она прашање кое што постојано си го поставува деновиве македонската јавност, каде е екс-премиерот Никола Груевски. Од ВМРО ДПМН синоќа обвинија дека против нивниот поранешен лидер и почесен председател се води хајка и политички прогон. И преку соопштението што го испратија изутрина, обвинуваа дека партијата е цел на политички прогон од страна на власта, која лажно се представува за проевропска, а применува најтоталитарни методи. Зоран Заев и СДСМ вчера се обидоа да ја убијат демократијата и слободната мисла. Власта покажа полициска бруталност и насилие од страв за сопствените грешки и неуспеси. Додека убиецот на Мартин Јанушев и по 1 година се уште е на слобода, убиецот на младиот Саздо се уште е непознат и никој не трага по нив. Власта се занимава со политички монтировки. Откако СДСМ е на власт, имаме вкупно 9 нерасчистени убиства, за кои никој не презема одговорност, велат од ВМРО ДПМН. Додаваа дека полицијата не се справува со вистинските криминалци кои демнат по улиците и се потенцијална опасност за секој еден граѓанин, бидејќи е зафатена со реализација на партиските нарачки за политички прогон, велат од ВМРО ДПМН. Лидерот на оваа партија, Христијан Мицковски, на Фејсбук синоќа напиша: "Ова не е само напад врз ВМРО ДПМН, ова е напад врз слободата, врз главната опозицијска сила, врз критичката мисла, каква не познава модерна Европа и пошироко во светот." Генералниот секретар на ВМРО ДПМН Игор Јанушев доцна синоќа најави дека партијата ќе ги преземе сите правни, демократски и сите неопходни средства за, како што рече, да застане на патот на злоупотреба на институциите и на обидот за замолчување на опозицијата. Никогаш, ама никогаш во историјата на независна Македонија немало примена на ваква сила врз партија во опозиција. Ова е класична злоупотреба на полицијата во партиско-политички цели. Ова е хајка и линч врз сите кои мислат поинаку. Режисерите на ова сценарио сакаат да ги заплашат сите кои мислат поинаку и се противат на капитулантската антимакедонска политика на аболицираниот Заев. Во ваквиот прогон Заев ги злоупотребува и медиумите.
Она што вечера го прават неговите орди не е помирување, туку дополнително зовривање на политичката криза. Овој притисок е удар врз опозицијата и тој нема да помине туку така. ВМРО ДПМН ќе ги превземе сите правни, демократски и сите неопходни средства за да застане на патот на злоупотребата на институциите и обидот за замолкнување на опозицијата. ВМРО и Македонија се жртви токму на неспособноста на Заев. Година и половина ја уништуваат сопствената држава и сето тоа го прикриваат со политички прогон кој кулминираше вечерва и според нашите информации нема да престане. Ако мислите дека ќе не заплашите, се лажете. Ова беше изјавата на Игор Јанушев, генералниот секретар на ВМРО ДПМН е дадена доцна синоќа пред партиското седиште. СДСМ изутрина преку соопштение порачаа дека антизападниот бранител на криминалот Христијан Мицковски и антинародното раководство на ВМРО ДПМН ги ставија сите своји капацитети во одбрана на криминалот на нивниот ментор Никола Груевски. Мицковски и Јанушев срамно ги навредија сите граѓани кои бараат Груевски да не се крие, да ја се соочи со одговорноста и да ја издржи својата казна. За раководството на ВМРО ДПМН новинарите и јавноста се медиумски загари само поради тоа што прашуваат каде е Никола Груевски, зошто се крие и има ли срам. Наместо да ги навредува новинарите, Мицковски да каже дали Груевски треба да одговори за криминалите. Или Мицковски го оправдува бегањето на Груевски и неговото криење од правдата. Овие прашања ги поставуваат изутрина СДСМ во нивното партиско соопштение. ПРМ се бара по Никола Груевски потерница за поранешниот премиер. Потерница за Груевски во ПРМ. Исчезнат поранешниот премиер на Скопје. Никола Груевски недостапен за органите на прогонот. Потерница по Никола Груевски. Ова се само дел од насловите во електронските изданија на грчките медиуми за издадената национална потерница за поранешниот македонски премиер. Речиси сите онлайн медиуми во Грција ја пренесоа веста објавена од грчката новинска агенција АНМП. Недостапен за органите на прогонот во ПРМ беше до раните утрински часови поранешниот премиер на земјата Никола Груевски, за кого полицијата издаде потерница за издржување на 2-годишна казна затвор, пишува грчката новинска агенција АНМП на почетокот од својот текст. Дел од грчките медиуми веста за издадената потерница за поранешниот македонски премиер ја објавија и во синокешните централни изданија на вестите. Грчките медиуми потсетуваа дека Никола Груевски беше 10 години премиер, а 14 години лидер на ВМРО ДПМН. И темата ја заокружуваме со уште неколку информации. Инаку Никола Груевски како поранешен премиер, согласно законот, има право на физичко обезбедување од 6-та управа во траење од 10 години. Го обезбедуваат 6 припадници на одделот за заштита на определени личности и објекти при МВР. Сепак, како што појаснија правни експерти за МИА, 6-мината полициски службеници не се 24 часовно ангажирани за неговото обезбедување, односно работните задачи ги извршуваат во согласност со потребите на личноста. Поранешниот премиер нема пасош, исто така е под мерки на предпазливост поради судските процеси кои се водат против него. Пасошот му е одземен на 3 јули 2017 година, односно лани, со одлука на Кривичниот суд, а на барање на специјалното јавно обвинителство за случајот Титаник, за кој ново рочиште е закажано веќе во среда. Мерката предпазливост ја потврди апелацискиот суд на 23 јули годинава и тој еднаш месечно треба да се јавува во Кривичниот суд. Екс-премиерот покрај во случајот Тенк, во кој е осуден со правосилна пресуда на казна затвор од 2 години, се јавува како осомничен и во уште неколку случаи отворени од специјалното јавно обвинителство. И тоа насилство во Центар, Титаник, Траекторија и Талир. Продолжуваме со уште неколку вести од кај нас. Во Кривичниот суд во Скопје денеска продолжува судењето за случувањата на 27 април минатата година во Собранието на Република Македонија. Случајот се наоѓа во доказна постапка, а на минатото рочиште беа прикажани доказните материјали од вештачењето во Собранието, како и видео снимки од мобилен телефон одземен од обвинетиот Оливер Поповски. На претходните рочишта беа прегледани снимки од безбедносните камери во Собранието, од ходникот пред канцеларијата на спикерот Трајко Велјановиќ
Стефановски, ходниците што водат до и холот пред прес-салата на собранието. Судечкиот совет во предметот 27 април минатата недела одлучи да ја раздвои постапката за обвинетиот Сашо Марковски, кој заради нарушена здравствена состојба е на лекување во градската општа болница 8 септември. Раздвоената постапка за Марковски ќе продолжи по 1 месец. Претходно судот ќе побара мислење за неговата здравствена состојба. За случајот 27 април обвинети се 23 лица, како што знаете, од нив 31 за терористичко загрозување на уставниот поредок на државата и 2 за поттикнување. А во кривичен за денеска закажани се и нови рочишта за предметите исто така на СЈО, Титаник 2, Титаник 3 и Тарифа. Судијата Огнен Ставрев на последното рочиште за Титаник 2 најави дека денеска ќе бидат разгледани нови докази што ги достави обвинетиот Бедредин Ибраими во случајот Титаник 2, а кои се однесуваат на исказите што ги дал во ОЈО кога предметот бил во тоа обвинителство. Во Титаник 2 обвинети се лидерот на ДПА Мендух Тачи, поранешниот директор на УБК Сашо Мијалков, како и поранешните членови на ДИК Бедредин Ибраими, Анета Стефановска, Владко Сајковски и Сашо Срцев. Поради службено отсуство на председателот на судечкиот совет Олја Ристова, минатото рочиште за предметот Титаник 3 на СЈО беше одложен за денеска. Во предметот се обвинети пратеникот на ДУИ Ејуб Алими и Исмет Гури за изборни нерегуларности во општина Чаир. На обвинителна клупа денеска треба да седнат и поранешниот генерален директор на АДЛМ Дејан Бошковски и уште 2 други лица, кои се обвинети во случајот Тарифа на СЈО. Овој предмет станува збор за обвинение против незаконската набавка на софтверскиот систем за потребите на државната компанија Електрани на Македонија, вреден околу 4 милиони евра. Според обвинението на СЈО, обвинетите ја злоупотребиле службената положба и овластување во постапката за јавна набавка на софтвер ЕРП систем. Издвојуваме и неколку вести од светот, кои што досега се најзначајни. Косовскиот премиер Рамуш Харадинај го предупреди председателот на државата Хашим Тачи дека може да биде разрешен и да одговара за кршење на уставот и законите, доколку во диалогот со Србија подпише договор со кој ќе се повреди територијата на Косово. Харадинај синоќа во интервју изјави дека неговата партија без двоумење ќе гласа за разрешување на Тачи, доколку се согласи за промена на границата или размена на територии со Србија, и дека истото ќе го сторат и другите парламентарни партии. Премиерот рече дека промената на границата е сценарио на српскиот председател Александар Вучич и дека тоа сценарио не предвидува размена на територии, односно припојување на Прешевската долина кон Косово, како што тврди Тачи. Тој изјави дека србите му понудиле и нему во неколку случаи и преку разни канали да стане дел од тоа сценарио за поделба на Косово. Харадина ја оцени како грешка средбата на Тачи со рускиот председател Владимир Путин, за тоа како што рече Косово припаѓа на друга зона на интерес. Тој сепак ја остави можноста Тачи и Путин случајно да се сретнале на церемонијата во Париз за 100 годишнината од крајот на Првата светска војна. За тоа како што рече, такви средби се случуваат на тие големи собири. А непознати лица рано изутрина поставиле бомба пред домот на грчки јавен обвинител, а експлозивниот механизам најверојатно поради грешка на сторителите не експлодирал. Околу 4 часот изутрина, преку анонимен телефонски повик во делот Медиумите, непознато лице информирало за точната адреса каде што била поставена бомбата и рекло дека за 20 минути таа ќе експлодира. Полицијата веднаш пристигнала на конкретната адреса и ја пронашла бомбата. Експлозивниот механизам бил ставен во тенџере, поставено во багажник на мотор паркиран пред домот на обвинителот. За сега ниту една од грчките анархистичко-терористички организации не презеде одговорност за поставената бомба. Поранешниот министер за здравство и актуелен пратеник од редовите на владеачката партија на Правда и развој Ахмет Демирџан во турскиот парламент поднесе предлог закон со кој треба да се стави крај на илегалната трговија со органи. Турскиот парламент неделава ќе расправа за предлог законот со кој ќе се дефинираат условите за донирање и примање органи за трансплантација. Потребата од тој закон инаку произлегува по се зачестените извештаи во медиумите за турци кои продаваат бубрек на црниот пазар.
Поранешниот председател на ПЕРУК Алберто Фуџимори и тројца министри за здравство од неговата администрација обвинети се за присилна стерилизација на 2116 луѓе, соопшти Сдруженијето на права на жените. Фуџимори, кој издржува 25 годишна затворска казна, е обвинет дека во периодот од 96-та до 2000-та година биле стерилизирани 272.026 жени и 22.004 мажи, од кои во 2166 случаи постапката е извршена без согласност на оштетените или без да им бидат дадени соодветни информации. Станува збор за припадници на сиромашната заедница Кечуа. Истрагата, која се води веќе 14 години, е утврден и еден од случаите во постапката за стерилизација, и тоа завршило со смрт и неколку случаи кои резултирале со штетни последици по здравието на луѓето. Покрај Фуџимори обвинети се и поранешните министри Марино Коста, Едуардо Јонг и Алехандро Агунаира. Пред крајот на вестите уште неколку сервисни информации од земјава. Јавното сообраќајно предпријатие Скопје нема да ги поскапи билетите за градски превоз, независно од порастот на цената на нафтените деривати. Пласираните информации во одредени медиуми дека поскапуваат билетите ги оценуваме како неосновани и паушални. Ниту сме побарале, ниту планираме да побараме корекција, односно зголемување на цената за користење на јавниот превоз, изјави директорот на ЈСП Скопје Кристијан Чушков. И детали за временската прогноза. Најстудено утринава било во Берово, каде била измерена температура од -4 степени Целзиусови, а најтопло во Дојран, каде биле измерени 8 степени, информираат од Управата за хидрометролошки работи. Во Скопје, односно ке Петровец, измерени биле -3 степени. Во поголемиот дел од земјава времето е ведро и студено. Во Скопската и Струмичката котлина, во Демиркапија и во делот Пелагонија има појава на слаба магла. Во североисточниот дел од земјава дува слаб до умерен ветер од источен правец. Времето денеска ќе биде сончево со слаб источен ветер. Максималната температура ќе биде во интервал од 16 до 21 степен. Во Скопје сончево со слаба магла предпладне. Максималната температура ќе достигне до 17 степени. Од утре, како што најавуваат од УХМР, ќе дува умерен, повремено засилен северен ветер, што ќе придонесе за расчистување на воздухот по котлините и ќе услови позначително опаѓање на дневната температура. Ова беа информациите кои што ги подготвивме за утринските вести во 10 часот. Подсетување дека Груевски и натаму е недостапен за органите на прогонот. Ова е веста која што се очекува да го одбележи натаму текот на денешниот ден. 1TV е тука да ме информира и преку својата програма и преку интернет страницата 1tv.mk. Бидете со нас и во продолжение. Ви благодарам за вниманието и за довербата.